Откако во услови на енергетска и севкупна криза, голем број експерти ги насочија своите размислувања и анализи како да се биде енергетски независен, бидејќи и тоа ја олеснува ситуацијата во секоја земја. Според поедини стручњаци на Македонија се потребни 3 милиони евра за инвестиции во енергетиката, со кој може да дојде до посакуваната енергетска независност. Имено со инвестиција од 3 милиарди евра Македонија ќе прерасне во енергетски независна земја, и тоа на долгорочен план. Истовремено ќе биде првата земја во светот која користи 100% обновливи извори на енергија. Ќе стане привлечна за инвеститорите и при тоа ќе има возможност и благосостојба на граѓаните. Бидејќи енергетската независност е клучна опстанокот на секоја држава во 21 век. Секако, доколку парите од големиот кредит некој не ги испокраде. Што треба да се направи? Експертите велат дека Македонија треба да подигне кредит во износ од 3 милиарди евра со рок на отплата за период од 20 години и со каматна стапка од 1%. Во тој случај, отплатата на кредитот ќе биде по 166 милиони евра на годишно ниво. Тоа представува само 3,7% од буџетот на владата на Република Македонија. Но овој кредит нема да влијае на буџетот на државата, бидејќи потрошената електрична енергија, стопанството и граѓаните ќе се ја плаќаат, а државата е само носител на целиот проект. За вакви проекти не е исклучена и формата на јавно-приватно партнерство. Ако се знае дека за покривање на потребите од електрична енергија само за 2 до 3 месеци може да се потрошат и 60 милиони евра во кризни услови и кога на годишно ниво на мали електрани им се исплаќаат субвенции во износ од над 30 милиони евра, станува јасно дека за ова прашање или никој не размислува, или посреди се некои други матни бизниси и интереси.